Сега, пример 3 ќе биде и со определен интеграл и релативно сложена функција. Значи, интегралот од 1 до 2 косинус на пети од x врз 2 врз синус од x врз 2 dx. Најпрво да речеме дека ова е кандидат за смена на променлива, бидејќи имаме и синус и косинус, знаеме дека се меѓусебно изводи, го имаме истиот аргумент на двете тригонометриски функции. Ако нема истиот аргумент, тука е x врз 2, проблем е. Значи, мора да биде истиот аргумент. И најубаво е што имаме непарен степен горе. Непарен степен горе, значи можеме да извадиме 1 за изводот, а ќе остане парен број, можеме тригонометриска смена. Значи, првиот чекор е дека може еден од овие косинуси да ги вадиме за покриток за изводот. 1 до 2 косинус, значи овој ќе стане четврти од x врз 2 по косинус од x врз 2, значи 1 извадавме, врз синус од x врз 2 dx. И сега, синус од x врз 2 ќе го земеме за t, секогаш го земеме горниот да биде изводот. Значи, ова треба да биде изводот, значи синусот треба да биде t. Синус ќе биде t, ова ќе биде изводот, и сега треба некако ова да го пишеме како синусот. Тоа беше што рековме, сега е парен број, можеме да се снајдеме. Значи, имаме еднакво од 1 до 2 косинус на квадрат од x врз 2 на квадрат. Тоа е косинус на четврто. Останава косинус од x врз 2 врз синус од x врз 2. Уште малку и ќе бидеме за смената готови. Сега, идејата сега 1 до 2. Ова е 1 минус синус на квадрат од x врз 2 на квадрат, значи заменавме косинус на квадрат со 1 минус синус на квадрат по косинус од x врз 2, ова ќе не биде за изводот, врз синус од x врз 2 dx. Сега, кога ќе сменаме синус од x врз 2 да е t, ќе добиеме косинус од x врз 2 по изводот, што е 1/2, што е пак константа, и ќе имаме за се смена. Да видиме. Значи, синус од x врз 2 е еднакво на t. Имаме за то и сега сакаме ова. Изводот синус од x врз 2 е косинус од x врз 2 по изводот внатре, ама ова далеко така, ова е константа, по 1/2 dx еднакво на 1 по dt. Ова одма ќе го префрнаме тамо, значи имаме косинус од x врз 2 dx е еднакво на 2 dt. До сега е исто како што правиме со неопределени интеграли. Сега прашањето е што правиме со границите. Памтиме дека границите секогаш се поврзани со ова променлива тука. Значи x. И веламе x ако е 1, значи x ако е 1, сега сакаме да знаеме колку ќе биде t. T ќе биде синус од 1/2. Памтете, ова е радијани. Така. Значи, синус од 1/2. Еве дигитрон, радијани, точка 5, синус. Имаме 0,4794. Значи, 0,4794.
x ако е 2. X ако е 2, имаме t е еднакво на синус од 1. И колко е то? Дигитрон. Уште сме во радијани. 1 синус е 8415. 08415. Значи, нашиот интеграл сега, 1 беше долу, 04794 до 08415. Имаме 1 минус t на квадрат по 2 dt, тоа е овај дел тука, verse t. Еднакво, да го направиме одеднаш се, е интегралот од ова до тоа, ќе пишеме вака и вака, за да не пишеме, немаме толку простор. Ова е 2 verse t минус 4t плюс 2t на трети dt. И имаме 2 ln от t минус 2t на квадрат плюс t на четврти врз 2 од точка до точка. Сега да ги заменаваме тие броеви и да видиме колку е. Сега со дигитрон горната граница е 0.8415. Ја клаваме во меморијата. Значи сега ни треба ln-ото, ln по 2 еднакво, тоа е овај дел тука, минус 2 по, тоа што е во меморијата на квадрат, плюс точка 5, тоа е една половина, по memory recall на четврти, еднакво. Минус 1,5107. Минус 1,5107. Сега, памтете дека ни треба минус втората граница, пак дигитрон, 0.4794 во меморијата, ln-ото по 2 еднакво, тоа е овај дел тука, минус 2 по memory recall на квадрат, плюс точка 5 по memory recall на четврти, еднакво. Значи, тоа е минус, ова ќе дојде плюс 19037, плюс 19037. И тоа е приближно еднакво на, значи го менуваме знакот на ова, плюс, на минус 1.5107 еднакво 3930. 03930. Значи, решението на овај определен интеграл е ова. Да провераме, имавме косинус на 5 врз синус. Ова е таа функција, сакаме да ја интегрираме од 1 до 2. И гледаме дека позитивно, арно ни оди. Интеграл ова беше f од 1 до 2. 3929. Значи, точно имаме резултат.